4 лица приведени за случајот јавна соба, 2 од Битола, по едно од Велес и Штип, но сепак групата се уште работи со полна пареа. 10.000 пораки, 10.000 фотографии и видеа од девојки од Македонија се објавени во групата за само еден ден. Во еден момент јавна соба го мина бројот од 10.000 членови, а сега се прави и друга група. Се поставува прашањето дали приведувањето на само 4 лица барем за сега може да го реши овој повеќе од голем проблем. Јавна соба предизвика и бура реакција на социјалните мрежи, се бара одговорност и за членовите, но и од државните институции. Гнасните предатори пак исплива. Јавна соба е реактивирана. Од МВР што направија за да спречат? Државата е најкрива за јавна соба. Никаква одговорност немаат тие од првата јавна соба. Се споделуваат фотографии од 14-15 годишни девојчиња кои им оставаат трајни последици, а државата со врзани раце никаде го нема ова. Се што треба да знаете за Македонија е дека јавна соба издржа повеќе од онлайн платформата. Во групата се објавуваат и голем број други фотографии од луѓе кои имаат цел да ги потиснат експлицитните фотографии од македонските девојки, но и се објавуваат фотографии за резервна група која би требало да ја замени првата јавна соба, доколку истата биде затворена, но и се нудат линкови од српски групи со иста содржина. Работи новата. Линк на приватен од групата. Направена нова група, пишете директна порака да ви пратам. Кој сака да му дадам линк од српската, има 20.000, нека ми пише да му пратам. По бурата реакција во јавноста, нитна одговорност за овој случај повика првиот човек на државата, Стево Пендаровски. Доколку не се действува сега, се создава можност за креирање на култура на неказливо за кривични дела, со кои се уништуваат животите на илјадници жртви. Како општество, секој од нас треба да покаже солидарност и поддршка на жртвите, да не дозволиме двојна виктимизација, да действуваме веднаш. По жестоките реакции за јавна соба се огласи премиерот Заев, вели испратиле категорични барања до Телеграм да избрише групата, а доколку тоа не се случило, се размислувало и за забрана за користење на нова социјална мрежа во Македонија. Доколку апликацијата Телеграм не го затвори каналот јавна соба каде се споделува порнографска и приватна содржина од наши граѓани како и детска порнографија, ќе разгледаме и опцијата за блокирање или рестрикција на користењето на оваа апликација во Македонија, се додека не почна да соработуваат со нас со единствена цел да се затвори проблематичната група и да ни помогнат во откривањето на идентитетот на оние кои споделуваат слики и прават кривично дело. Инаку за новиот случај со јавна соба обвинителството тек ќе разгледува дали имало елементи на кривично дело. Она што повеќе загрижува е што се уште во тек е предистрага за претходната јавна соба, која беше активна пред точно една година.